Драги мои, добро вечер, добре дојавте. Уште едно издание, Јаде Бурек на Сител 3 телевизија. Подготвени сме за вечерашно интервју. Повтор пат добро вечер за доктор Александар Исајловски. Исајковски. Да. Добро. Имаш невообичаено презиме, а другари сме 100 години. Добре дојде уште еднаш, баш ми е драго. Види, докторе, во вистински моменти дојдем, затоа што сезоната е токму за тоа. Вие сте доктор на оделот за неонатологија, вие сте педијатар, што значи сега сезоната на ајде да речам пореметување на здравјето на децата започнува и големи нервози, стресови за родителите. Еве сакам да кажам дека мислам дека е вистинско време за совети, уште не е толку замав земено, па можеме вечерва да им помогнеме на родителите, на јавноста, како да се справуваат со предизвиците кои допрва ни доаѓаат од обичните настинки до вирусите, употребата на антибиотици, превенцијата, како да се подигнува имунитетот. Еве, првин да ми кажете, зошто се случува пад на имунитетот? Мора ли имунитетот да природно да опадне и синусоида? Зошто се случува? Зошто се Прво случува? поздрав до сите гледачи и поздрав Јанко до тебе. Значи ова е веројатно едно можда од клучните прашања. Ова сега што го кажуваш, што се случува со имунобиолошкиот систем. Почнува есента, главниот проблем е што со есента, со промената на климата, почнуваат да шараат разноразни вирусни инфекции, бактериски исто така. Меѓутоа, мора да кажеме, значи тоа мора сите да го знаеме, дека децата во првите 6 години од животот имаат послаб имунитет. Они имаат, знаеш, имунитетот има два дела, викаме ТХ1, ТХ2 систем. ТХ1 системот е послаб кај децата. Значи, му треба време во првите 6 години да се зајакнува постепено. Тоа е периодот кога уствари и децата најчесто прават инфекции. Нели, ќе отидат у градинка, градинката има деца кои што во градинка или школа утре, едноставно живење во една средина каде што се релативно подзатворени малку децата, нормално се случува едно од друго. Меѓутоа, ќе кажеме после има многу паметни држави кои што прават некои работи кои што се врзани за превенција од тие инфекции. Но она што сакав да треба да им помогнеме на нашите родители, дека не е клучното решение во таа ситуација дајте антибиотик, дајте антибиотска терапија. Знаеш како, во периодот на возраст на деца, предшколска возраст, например, децата имаат 90% од сите инфекции се вирусни. Тоа што значи? Ако јас сега денеска сум во амбуланта, имам 10 пациенти, ја на 9 не треба да им дам антибиотик. Значи, ако се со вирусни инфекции, нели? Додека кај нас постои, искрен да бидам, еден голем притисок од страна на семејствата, штом качи детето температура, па одма доаѓаат за прегледи. И тука имаме еден проблем кој што исто така може би треба да го дискутираме. Значи, температурата е природен одбранбен механизам со кој организмот наш се брани. Во моментот кога од телото на моето или твоето или детскиот организам ќе качи температура на 38,5, во тој момент телото ослободува повеќе од 3 милиарди леукоцити кои што идат на местото на инфекцијата. Ако почнеме да пиеме лекови против температура уште на 37,5 или на 38, не оставиме барем 6 сата таа температура да трае. Аха, чекај. Алелуја. Зошто немав емисија пред 20 години, зошто не те запознав тука? Многу прецизни детали сега. Јас се извинувам вака што улетувам, но улетувам како родител или барем зборам во името на родителите. На некој начин, сите ние како родители знаеме дека температурата е одбранбен механизам. Во ред. И сега, ај уште еднаш со прецизно, за да ви ги запишеме зборовите. Да, кажете ни, која температура е безбедна, значи да ја одржуваме само со
нели, препорачувате со ладење и така Со натаму, ладење, да не му ја спуштаме температурата, значи да не се вадиме од памет, од колку до колку е таа температура и колку треба да трае и колку често да се повторува. Кога треба да бидеме ние загрижени кога ќе качи температура? Значи, условно да речеме загриженост, условно, не толкава загриженост, треба да имаме тогаш кога температурата ќе дојде 40 или 41. Кога сме на 38, 38 со 5, 39? 39, исто. Не е проблем? Не е проблем. Тоа е одбрамен механизам нормално. Јанко, еве, сите ни имаме деца. Добро. Колку деца си видел ти со 39 температура, на 3 години, а дома трчаат? Не се клапнати, не се легнати, нели? Значи, детето кој ќе качи 38 со 5, еве, да кажеме за нашата публика, барем 6 сата треба да го оставиме да има температура, за да се ослободат леукоцитите од телото и да тргнат на местото на инфекцијата. Ако ние не дадеме лекови за против температура во тој период, во првите 6 сати, тие леукоцити нема да се ослободат. Значи, веќе организмот сам нема да се брани. Американците го викаат тоа и ние како лекари и родителите, да речеме. Добро. Правиме така наречен мрзлив имунолошки систем, lazy immune system. Не разбирам. Нема да одговори. Не разбирам. Нема да одговори самиот имунолошки систем на инфекцијата. Ама како го правиме тоа ние? Па ако даваме лекови за против температура, особено во првите 6 часа кога Парацетамолот, значи. Да. Парацетамол, например. Или да не кажам, има и други лекови кои што се користат за температура. Јас дури сум бил сведок да на некои деца им се даваат кортикоиди за да му е симне температура. Што е стварно нонсенс, нели? Значи, бориме против кортикоиди. збориме вирусно. Нема, ама како ќе знаеме дека е вирусна? Дека не се работи за инфекција? Значи, вирусните инфекции во природата се повеќе од 90%. Добро. Без оглед дали е инфлуенца, грип. Вирус. А нема логика на грип да даваме антибиотик. Најголемата грешка би било ако дадеме антибиотик. Нели? По принцип, ние како луѓе, Ова важи и за возрастни, и за возрастни, да, за сите. Значи, ние треба да го оставиме детето или возрастниот, нека се бори со собствениот имунитет, значи со качувањето на температурата, тоа е одбранбен механизам, со кој што кога ќе се качи температурата, се уништуваат бактериите и вирусите. Ако температурата продолжи повеќе од 6 часа, докторе, што тогаш? Ако е температурата на разумно ниво до 39, нема потреба од давање на лекови за симиње на температура, искрено да збориме. Добро. На 39, 40 ако дојде, можеме да употребиме препарати за симиње, да ја симнеме на некој разумно ниво 38 со 5. Кај нас, ние се сретнуваме, например, кај нас во Систина има многу пациенти што доаѓаат, на вистина има многу деца, многу педиатриски пациенти, и се сретнуваме со родители... Вие почнавте како таква клиника, нели? Добро, гинеколошка, ако ше мислам, и основата на Систина е, нели, тоа, после се проширивте другите одели. Добро, сега и, ајде да кажам, во моментов и цела педиатрија имаме огромна, нели? Така да, навистина имаме многу деца и многу, сам педиатриски пациенти. Кај нас доаѓаат пациенти, вика детето ми има 30... Значи имате, конечно го отворивте оделот за педиатрија. Да, ако, еве да кажем, зборуваме за тоа сега да не биде скромно или Не, нескромно. слободно. Значи сега во моментот имаме на вистина моćна екипа педиатриски, имаме 16 педиатри, имаме 40 на сестри, имаме 15 луксузни соби за лекување на деца, педиатриски сам случај, нели, деца доенчиња и поголеми деца нормално до 14 години. Имаме 12 интензивни места за неонатална интензивна нега. Кај ги направивте? Кај имате место? Ја добро ја познавам клиника. Имаме во новиот дел е педиатрискиот, да. Точно. Имаме 2 интензивни места за педиатриски случаи. Имаме ургентен центар кој што има 4 бокса, односно 4 мали соби за дневна болница, кој работи 24 сата, покриена од педиатрите. И имаме 8 амбуланти, односно 7 амбуланти, пардон, 8-та е, сакав да ја кажеме, ургентниот центар. Имаме 5 амбуланти за болно дете и 2 амбуланти за здрави деца, каде што се прати растот и развојот на деца. Сега сме 16 педиатри, ја покриваме цела педиатрија. И ако продолжиш уште вака да ни кажеш
како да лечиме температура, утре отказ ќе добиеш од работа. Како ќе се полнат тие? Но Не, шега на страна, предпоставувам дека има многу деца, многу загрижени, предпоставувам бидејќи нели во Систина одамна постои низиниот почеток е како гинеколошко-акушерска клиника каде што многу деца се роди. По инерција луѓето продолжуваат родителите, децата, но беше нели малку бидејќи само додека е бебе и понатаму немаше за лечење, одеве по други клиники. Сега ќе може да продолжи. Сега може да дојдат у било кое време на денот и ноќта, за било која детска возраст, за било која патологија, да кажам, комплетно е покриено се. Дури можам да ви кажам дека во сабота и во недела и во викенди, викенди и празници дежураме 20 педиатри. Толку многу работи има. Толку многу работи. Да. Знам, особено деца на родители ќе се опуштат и по некое непишано правило, таман која ќе помине напнатоста од неделата и сабота и недела ќе се случат сите работи што треба. Знам, како родител го кажувам, еве, нема никаква научна основа, благодарам што ми го потврдувате, бидејќи мислам дека полудувам, мислам и јас сопругата. Стварно, сабота и недела, мислиш таман ќе се опуштиш, или едното, или другото, или третото, и тоа беше крај нема. Ајде да се вратиме на температурата, уште малку. Велите, овој период се случува да има поголем развој на инфекции. Да, нам најчесто се вирус, грип. Зошто? Што кажува еве науката? Вие следите, сте во еден голем светски систем. Зошто доаѓа до тој пад на имунитетот? Имаме добра храна, се пуниме со витамини цело лето, преполни сме со витамин Д, преполни сме со сончева енергија, зелено, плодовите еве ги, јаболката, грозијето, крушките, ништо не достига. Што се случува со организмот вака да падне? Колку сум проучувал, докторе, ниеден лекар не ми рекол, студот не разболува. Студот не разболува, тоа се знае. Зошто тогаш малку залади се случуваат овие работи? Да, види, што се случува со имунитетот? Кога збориме за студот не разболува, тоа подразбира вистинскиот студ кога е температурата ниска, кога и вирусите и бактериите фактички ги нема да се расшират во да речем студ во планински услови, нели? Имуниот систем, значи во оваа фаза кога ќе дојде оваа промена, од една страна, значи нашата подготовка на телото, да, ние се пуниме со витамини, тоа не е спорно во тек на летото. Меѓутоа нашата подготовка, за жал, условите во кои ние живееме во Македонија, особено во Скопје, и загаденоста што ја имаме, зборам, аерозагадувањето, кое објективно е страшно, објективно мислам, ја не знам како можеме тоа, мислам не сум стручњак за тоа, али факт е дека е доста загадено, влие на целата состојба и на развојот и дополнително големото користење на антибиотици. Македонија е сепак земја во која доста се користат антибиотици, условува да имаме мутантни форми на бактерии и вируси нормално, кои што фактички немаме после како да ги лечиме. Чекај, тоа се ако ве разбрав, задржете ја мислата, Европа сакате. Но за да продолжите, ве молам да ни биде појасно. Сакате да кажете дека ако ние конзумираме антибиотик, го мутираме тој вирус останува во нас, па тригер прави после година антибиотик сосема поинаку. Види, Јанко, морам искрено да ти кажам сега. Таа бактерија, бидејќи откривањето на антибиотицот не делува врз вирус. Врз вируси не делува, само врз бактерии. Треба и со имунолог да се разговара и со затоа што како па тогаш антибиотикот делува врз вирусот? Знаеш што значи зборот антибиотик? Антибиос, контра живот, против живот. Така. Значи го убива животот. Меѓутоа, да не ме разбере погрешно публиката, откривањето на антибиотиците е едно од трите најголеми медицински достигнувања. Тоа не е спорно. Век највише се умираш од инфекција. Така е. Тоа е факт. Меѓутоа, фактот дека ние се ослободивме малку, зборам лекарите и нормално фамилиите, луѓето, удавањето на антибиотици, и тоа е факт. Кога ги даваме антибиотиците таму каде што не треба, значи ако се работи за човек кој што има, пак ќе речам, грип, настинка, вирусна инфекција, џабе е давање на антибиотик, тогаш тие бактерии што ги поседуваме во себе, стафилококи, стрептококи, значи може да имаме стафилококи во нос, стануваат отпорни на тие антибиотици. Затоа е потребно после 6 часа да се направи бриз, да речеме, да.
Значи, отпорноста на кон А и само антибиотиците... да ве прашам, откако ќе се направи бриз, за колку време може да имаме резултати? Кога идеме кон локалните педиатри, потребни им се 3 до 6, па и 8 часа, може би и утредента. До утредента треба да се преживее и ние и да, добро. Ама во база на клиничката слика, да? значи на наодот што го имаме, клинички што го гледаме, така, можеме со огромна сигурност, има и други некои лабораториски тестови како што е C-реактивен протеин, CRP, прокалцитонин, например, кои што одма ни кажуваат дали се работи за бактериски или за вирусни инфекции. Ама ова бара посебна лабораторија. Това бара лабораторија. Вие го имате тоа? Го имаме тоа. За колку време можете за 20 такви? минути. За 20 минути. За 20 минути го добивате Што резултат. значи имате критично дете со 39-40 веќе, ние... се мислите дали што како треба да дадете преку 6 сати, за 20 минути вие можете. Имаме резултатот. Значи зборам за тие лабораториски анализи. Значи ако преку 6 часа има температура, најдобро е да ви се обратиме. Да, апсолутно. Добро е да се видиме. Не е спорно тоа. Меѓутоа, кога ќе се видиме, да се договориме, ако нема потреба да даваме антибиотици, да не даваме. Знаеш, Јанко, имаме, човекот не ги нашел сите лекови за своите болести, не е спорно. Нема ни да ги најде. Меѓутоа, имаме на располагање дел на препарати кои што ги имаме како ги викаме имуномодулатори, значи лекови кои што може да ни помогнат да ни го подигнат имунобиолошкиот систем кога ни е паднат. И имаме, значи лекови зборам. Абе сега ќе почнеме да се расправам. И имаме природни имуностимулатори. Така. Значи природни имуностимулатори значи нешто што го наоѓаме во природата. Еве се согласувам. Но ја овдека као родител, ја као паталец зборам, ја не можам да зборам као лекар. Значи јас кога разменувам со луѓето, разменувам искуства што сме ги поминале низ животот. И едно сознавам. Витамин С, од кога ќе се разболиш, too late, too little. Ја мислам дека витамин С треба е превенцијата за да не дојдам. У моментот, сега зборам за возрастни, најдобро е некои други работи за кои ќе позбориме. Да човек малце се испости, без шекер, малце само, што се вика, гола вода, чај, тако нешто, за да вирусите не се храна. Туку, што ќе им дадете, еве, ако сепак е упорно, не е за антибиотик, но е упорно, родителот треба да иде на работа. Мачно е овој се мачи. Сигурно. И втора работа, најчесто тој носи грло. Зошто е носи грло? Зошто не е во прсти? Да, Зошто не е во табани? Да, носото и грлото се првиот филтер на удар. Значи, ние повеќе од 90% од инфекциите што ги имаме се на дишните горните дишни патишта. Први се на удар. А значи, тој е доказ дека вирусите од надвор се размножуваат и доаѓаат и тука. Има уште една работа многу битна, што морам да ја кажам. Значи, ја и ти како возрастни луѓе, имаме вкупен број на клетки на телото 10 на 14. Значи 10 со 14 ноги. Добро. Од устата, во гастроинтестиналниот систем, во цревниот систем, имаме бактерии и вируси и разноразни микроорганизми 10 на 15. Знаеш дека е најзагаден дел на телото устата на човекот и рацете. Затоа таму почнуваат инфекции. Така. Значи, ние се бориме, еве, и Систина е болница, нели, сега имаме и така наречена JCI акредитација, нели, се да се работи под контрола, се да е, значи, еден феноменален систем. Ние, например, деневно ги миеме по едно 40 пати рацете, пред пипање на секој пациент, нели, затоа што рацете се бориме против пренос на инфекции од човек на човек, затоа што рацете се еден од главните извори за инфекции. Они се еден од најприлевите делови на телото. Рацете на децата се често во уста. Затоа и се инфекциите тука. А нели така имунитет се стекне? Да, али се стекнува имунитет ако е тоа све нормално, рационално, нели, да не е сега... Што е разликата во тие вируси? Колкава, сега имунолошки прашања ми се наметнуваат. Значи, еден вирус ли е кој ќе дојде и ќе направи, или потребна е 10 на ента вируси? И 10 на ента, секако. Аха. Значи, еден не може. Нашиот имунолошки систем... Затоа што, например, еболата, еден
Да, добро, тоа е екстремен случај. Екстремни случаи, тоа се Збориме високоотпорни да. смртоносни вируси, кај што еден вирус може да направи русвај, ќе се размножи. Размножи многу брзо. Но овие што се? Овде е ента, затоа што овдека се инфлуенца, параинфлуенца. Значи минатата година ние имавме еден куп деца кои што имаа инфекции со инфлуенца, параинфлуенца вируси и РСВ вируси, РСВ се вика, тоа е респираторен синцитијален вирус, кој, например, ќе го нападне организмот на детето или возрастниот и може 4 месеци да кашля. 4 месеци да кашля. Ја кашлам 4 месеци. Ама Значи, повозрастни кашлаат под... Зошто тоа се случи? Што е? На нив се калеми минатата година, значи зборам минатата година, минатата пролет се калемеа некои неспецифични бактерии кои не се ни бактерии ни вируси. Едната се вика микоплазма, другата се вика легионела. И ние даваме, например, било каков антибиотик, еден само делува на него. Легионела. Да, легионарска болест што ја викаат. Легионела. Ја имавме кај нас. Да. Ја знам таа е само Не, ја имаше приморски земји кај што имаше во водата во бойлерите им се јавува затоа што ретко ја користат. И во климатизерите. Ако не се чистени, ако не се чистени филтрите. Влажна, темна и упорна средина. Е сега кај деца, например, кај кои што сме користеле лекови кои што му го подобруваат имунитетот и природни субстанции кои што го качуваат имунитетот, овие инфекции ги нема. Преска спомнав Европа. Добро, да. Значи, види, Јанко, наша Европа е многу прагматична како простор. Можеме ние да ги сакаме или да не ги сакаме од икс други причини емотивни, што не признаваат, нели? Да. Меѓутоа, они се прагматични кога се вакви работи упрашање. Во Европа се врши евиденција колку од сите болести, многу педантна евиденција, колку се трошат антибиотици, колку лекови. Например, многу е интересно дека најголеми потрошачи на антибиотици во Европа, што е многу интересно, се Франција и Грција. Што не би очекувале. Франција е една мокина држава. Грција? Да, Грција. На ово море. Грција се најголеми потрошачи на антибиотици во Европа. Ја реков, ние сме број 1. Не сме. Ние ако се ставиме... Кај нас, за жал, нема баш доволно добри податоци, но ако ги земеме оние што се од Фондот за здравствено осигурување и она што луѓето купуваат приватно, ние од цела Европа, од сите 45 држави, би биле некаде околу 10-то место. Значи не би биле на врвот баш. Ама и не е мало баш. Али не е ни мало. Е сега, скандинавските земји. Што е ова? Да? Скандинавските земји, паметни земји, значи многу прагматични луѓе. Овие непаметни французи и грци. Добро. Не, они виделе... Excusez-moi, monsieur français. Они виделе, студиите покажуваат дека давањето на имуномодулатори, значи средства кои што го подигаат имунитетот. Вештачки? Не, природни. Природни, да. Значи види, еден од тие пробиотици. Пробиотиците се нормален дел од животот на човекот. Другото е, например, користење на масло од семка од грейпфрут, како природен антиоксиданс и природен имуностимулатор. Инозин, например, кој е у суштина состојка на нашето тело. Ние го имаме инозинот кај нас. Сега го имаме инозинот и како хемиска субстанција, како во сируп или во таблетки направена, нели? Што се добива тоа? Инозинот може да се добие биохемиски, да кажем, нели? Во процесот е сега малку специфичен, релативно е скап за добивање. Меѓутоа, во што се прагматични швеѓаните и данците? Они викаат, државата израчунала дека им е попаметно на секое дете кој ќе дојде во градинка да му дадат имуностимулатор на товар на државата, затоа што за 90% се намалува употребата на антибиотици. А што ако користи антибиотик? Ќе се створи резистенција и кога ќе му притреба некогаш на тој пациент, сериозно? Нема што да се даде. Таа резистенција е долготрајна во живот? Долготрајна. Што значи, ако ние како млади сме пиеле, утре, не дај Боже да ни дојде сериозна повреда, гангрена, како постари и така натаму, ќе имаме проблем. Нема што да се лечиме. Меѓутоа има уште една пострашна работа. Може ти, Јанко, и да не пиеш антибиотици, да речеме, или да внимаваш на свој дел од животот. Ако јас не внимавам и ти се накашлам у лице и ти пренесам некој резистентен стафилокок, ти немаш како да се лечиш. Значи, тоа е
прашање кое треба да се отвори за свеста на народот, на лекарите и на начинот на Значи живење. ова не е ова веќе не е прашање на лично здравје, ова е прашање на емпатија, општествено здравје. на општествено здравје. Да, апсолутно. Значи, знаеш како... Па добро, вие во какви ризици тогаш вие и како ние сме екипа реално работите? во ризици, затоа што сме ностоп со болни деца. И тоа деца кои не знаеш какви антибиотици све претходно Апсолутно. примиле, па Апсолутно. резистентно. Така е. Значи, што рече, како го одржувате тогаш тој систем? Како го рековте тој систем дека го имате во болница, бидејќи реално болниците, нели, сите избегнуваме затоа што се преполни од бактерии, од вируси, уште полошо може да си направиме. Тоа е еден процес. Многу луѓе не одат, нема да отидат на клиника, токму од тие работи, а многу од тие бактерии ќе се разменат кај матичниот лекар во чекалните. Па неминовно е. Објективно е тоа неминовно. Сега да бидам искрени, во чекалната нели влагаат од разни заболувања, кашлаат еден на друг. Еден е од едно, друг е од друго. Она што ние го правиме во нашата болница, за да се избегне тие, прво имаме физичка поделба на болно и здраво дете, физичка. Значи, амбулантите за здрави деца се на едниот крај на болницата, а амбулантите за болните деца се на другиот крај, наедноставно кажем. Добро, тоа е нормална работа. Друго, децата кои што се болни, кои што треба да се прегледуваат, има 5 амбуланти, има огромен простор, има специјален систем, значи навистина е специјален систем на климатизација, односно на чистење на воздухот, навистина со специјални филтри, антибактериски, а на тоа се надоврзува и перманентното чистење и стерилизација која што се прави на просторот. Добро. Нормално, нели? Кажете ми, еве доаѓаат со заболувања. Значи, после, ќе го повториме 5-6 пати. После упорна температура после 6 часа, Ако е вирус... добро е да се видиме. Да, сигурно. Океј, што правиме со оние стомачни инфекции? Стомачен грип ние го викаме народот. Да. Значи, не кашлам, не ми тече носот, но затоа нели има пролив, Да. пречест течна столица, исцрпеност и така натаму, а нема температура. Одлично прашање. Како тоа го третираме и кога треба да дојдеме кај Значи, вас? главен симптом кој што треба да се внимава во тие инфекции е повраќањето. Добро. Значи, не е битно дали детенцето или возрастниот, посебно за детето, и оно може полесно да дехидрира, пошто повеќе има слободна вода во телото. Не е битно дали има 5, 6, 10 столици. Ама ако 5-6 пати поврати, брзо ќе дехидрира, што викаме ќе клапне, ќе изгуби калиум при повраќањето, нели? И треба да дојдеш одма, ако повраќањето како симптом се јави. Тогаш Течната столица, да резимирам само, пред да течната продолжим. столица е диареја која што може да е најчесто од вирусна природа, ротавируси. И не мора да значи дехидрација. Не мора да значи. Не зборам за инфекции како што е колера, кога умирале од колера. Зборам за ова што денеска го гледаме, што се случува сега. Значи, ако добие пролив, нема никаков проблем да се третира со соодветни средства за третман на пролив. Пробиотици. Да. А ако почне да повреќа, тогаш е веќе ситуација која во детската возраст е опасна, затоа што детето брзо губи калиум, влага во еден циклус што го викаме ацетонемично повраќање, се ослободува ацетон, почнува детето да мириса на ацетон. Што зборите? Да. И тогаш веќе треба... Колку е овој процес? За колку време? Колку се Па случува? некаде 4 до 5 часа. 4 до 5 Шест часа. може да биде. Интензивно повраќање? Интензивно повраќање. Значи, тогаш мора обавезно да И дојде. одма да ти кажем, антибиотик 0. X. Најмалку тука. Најмалку. Зошто? Што се случува тогаш во неговиот Затоа што- организам? Зошто он повраќа? Значи, не, повраќањето може да тоа е надражаен инфективен процес од вирусот кој што го тера да повраќа, нели? Значи, инфекцијата е во стомакот. Да. Слузокожата му е надразнета и како реакција на тоа се случува ова. Се случува повраќањето. При повраќањето детето губи калиум. Губењето на калиум води до слабост, до малаксалост. Истовремено се ослободуваат кетотела кои што во телото се ослободуваат, па преку мокречата се елиминираат, кои ги детектираме во мокреча, а самите кетотела го тераат уште повеќе да повраќа. И тој циклус мора да се прекине.
Тоа Што е се прави? единствен циклус Да. во кој што доминантно се дават, зборам како инфузија, шекерите помагаат. За разлика од многу други, каде шекерите не се даваат. Шекерите се даваат орално? Не, или овде е веднаш? инфузија. Значи како инфузија. За да го прекине. Ако ацетонот. Шекер секогаш ние на крајот на криштата, ако немаме јаглени хидрати, не можеме да живееме. Меѓутоа, ние велиме сега овде да го прекинеме ацетонот. Меѓутоа, суштината е да тоа дете не добие вирусна инфекција. Значи, она што ние треба да го направиме. Да не дојде, боле, што викаат србите, боле спречити него лечити. Така? Значи, ние треба да имаме став дека треба на децата да им дадеме се што може имунолошки да ги подобри. Значи, главната работа во овој период е дека децата најчесто ќе ги фати нос, грло или кашлица како симптом, или стомачното. горни респираторни инфекции, најчесто вирусни, 90% вирусни, или стомачни. Кога на нос, кога ќе почне да се воспалува, почнува да лачи секрет многу силно. Да. Тој секрет се слева во грлото. Нивела воспалува за да се подобри таа ситуација. Види, Јанко. И сега кај деца, ако нема крајници, окей, ама ако има крајници, може да дојде до сериозни воспалителни процеси. Да. Што се прави? Но, ние пак сега, ја и ти, зборуваме за состојба која се појавила. Нели? Треба да ги, на нашиве родители, да им кажеме, значи нашиве родители треба да знаат дека во првите 6 години, пак се вратам на почетокот што го кажавме, во првите 6 години имунитетот на децата е послаб. Ние треба да им го појачаме имунитетот. Во вториот дел од емисијата ќе го збориме како. Добро. Како? Значи, сега со Збориме, конкретна ситуација, како што зборевме за носот, за стомакот, сега и за грлото. Ако имаме инфекција која е на грлото, локална, значи не е симната на плуќа, нема запалење плуќа, да кажем, и е секретот бистар, Оти тоа може нели да продолжи и да иде и до надоле, да ги воспали белите дробови. Да, точно. Ако е секретот од носот бистар, Добро. тогаш е вирус, Аха, а ако почне зелено? тогаш е бактерија. Тоа е вака еден најбрз ориентир, ај да кажам така. Знам, на море кој ќе ги однесевме, елиени им вадевме од нос. Е, така е. Елиени им вадевме. Знаеш, кога зборуваме, значи, Како да значи како да го третираме ние тоа во домашни услови веќе кога се појавил? Носот, грлото, кашлицата, целоноќната кашлица. Тоа е, види, знаеш како, сега ти кажам нешто, да не ме разбереш и ти погрешно и нашата публика. Значи, кашлицата е симптом заради кој многу често родителите доаѓаат. И не сакам да зборам за лекови како хемиски субстанции, имиња да спомнувам сега, не е во ред. Ја ќе ги кажам, Но фолкодин, често пати фолкодин не се дава кај деца. отров, дрога. Фолкодин е забранет кај деца. Значи Забранете тој уопште. Да. Меѓутоа, од друга страна, контра фолкодинот, Да. еве кој го спомнавме, има некои, ја гледам и реклами по телевизија, Слушај, знам кој ќе се го како возрастен како се успел спиеш тоа убаво, бебенце. да. Ама кога прочитав дека има хипнотичко, смирувачко, дека е тоа има дрога во него, Кодеин, нели? да. Како? Кодеин, тој. Кодеин, да. А од друга страна, сега е модерно, ја гледам се и реклами по телевизија се Добро. појавуваат и онака фини реклами, убави, направени, нацртани, нели? Земите тој и тој препарат за да искашлате полесно. Да. Чекайте се, тоа е чиста хемија. Имаме лекови на, значи, зошто кашламе? Зошто Оштетена ни е слузницата на Добро. дишните патишта. И драз- И кога ќе ги земеш подлабоко воздух, надразнува воздухот, температурата на воздух и почнеш да кашлаш. Или кашлицата се прави за да излезе секретот од дишните патишта и да го или исплюкаш или детето голтне. Да, ама кога ќе земеш сега- парацетамол, све се смири. Ама кога е оштетена слузницата на дишните патишта, организмот што пренаша? Он ја покрива оштетената зона. Добро. И се ти ако дадеш лекови за разбивање на секретот, он ќе го разбие и тоа. Ќе почне уште повише да кашля. Значи, хемиски препарати, хемиски збора,
за разбивање на секрет во плуч. Кај деца не се дават. А кога идат родителите на оние децата кои им се преполнат со слузница во носот, во грлото, па идат по локални некоја баба со перо намачкано во ова, па ќе ги тоа ќе исповраќа, па ќе се испокашла, па ќе извади. Велат родителите дека тоа било многу добро, многу здраво, многу чисто и така натаму и така натаму. Колку деца имам видено дојдени со аспирации, да знаеш само. Што е тоа? Тоа не е добро. Не е добро. Види, Јанко, има многу начини како да се извади секретот. Како? Со тие аспирации што ги викаме ние во нашиот професионален дел. Меѓутоа, ја не би користел тие, нели, со перце што викаат, нели, затоа што при нагло, значи, кога ќе го надразниш некого да почне да излага секретот, на тој начин, може, значи, не може да го контролираш детето, може да му отиде од душник, да се угуши. Тоа се компликации кои што се случуваат. Вие што можете да му помогнете ако веќе такви работи има аспиратори, значи има тие цевчиња кои може да се излечат. Да. Значи чисто, хигиенски, наместо 100% стерилни. 100% стерилни, наместо да идат на такво, може во клиника со истата работа многу побезбедно да се... Апсолутно не, нема муавец. Тоа е огромна разлика. Но пак ќе ти кажам, знаеш, ние клучното што мене ми се случува и на многу наши колеги, например, дете во кашла, кива, нели, има секреција, така. Родителите доваѓаат затоа што има 37,5 температура, а детето може да има и запалење плучи. Нели? Нив поише ги плаши температурата, отколку овие другите симптоми. А другите симптоми се многу побитни затоа што може да се одраз на оштетување на белодробието. И пак ќе кажам дека може би сега види, оваа твоја емисија е интересна и гледана, меѓутоа оваков тип на разговори може да се интересни, само што го викаме едноставно едукација на нашите родители, комуникација со нив на крају краја. Нели? Јас пак ќе кажам, знаеш, Европа е прагматична доста во тој дел. Они, например, во емисиите кои што се појавуваат, као што, да речеме, вакви контактни емисии, често пути се отвараат теми. Зошто да дадеме? Пример, јас сум гледал такви емисии. Зошто да дадеме пробиотици? Зошто да јадеме тоа и тоа? Зошто да даваме таков и таков лек? И тогаш се дискутира на таа тема. Ние тоа ќе го правиме во вториот дел од емисијата. Одиме сега, ќе направиме една кратка пауза, а потоа да видиме. Значи, вие сте убедени дека не мора да дојдеме до ова. Дека постои начин ова да се испревенира. Така е. Ајде да видиме како. Одиме со реклами, веднаш потоа се враќаме назад во програма. Три клучни работи се во болестите на децата, тоа е вирус и бактерија. За да дојде до бактерија, првим вирусот треба да го оставиме убаво да не изработи и да создаде такво воспалително место кај што ќе може да се создаде бактерија, ако ве разбрав. Дали е тоа нос, дали е тоа грло, дали е тоа стомак. Тоа го прави овакво пореметување на организмот. Ја на моите гледачи често им викам, од некое мое лично искуство, не им викам дека е тоа правило. Значи, спречување, како да се спречат тие работи. Како да спречиш заболување. Значи, превенцијата. Нешто научив, нешто не научив. За деца велите по-специфично. Ајде, по старите некако ние имаме сигурно нашиот црн дроп е 2-3 кила. 2-3 кила и кој знае колку што све преживеал, нели? Да. Но прашањето ми е како да превенираме сево ова и дали можеме и со што да делуваме кога веќе ќе дојде до заболување. Со што да ги третираме децата, што да јадат, што е најдобро во тоа време. Ова е вака многу актуелно прашање, Јанко. Тоа сега ти што го кажеш. Значи, што да направиме? Вака да почнам со едно, ајде да го кажам, квази прашање. Нели велиме дека најдолго живеат луѓето кои што живеат каде? Во кој дел од светот? Во Русија? Кавказ, да речеме. Што јадат они?
кисело млеко, кефир. Кефир. Кефирот што е пробиотик? Пробиотик, а? Да речеме. Бидејќи има тези дека млечните производи не треба како Не, млекото не треба да го пиеме, тоа е апсолутно. Да не го пиеме. Меѓутоа, производите млечни За метаболирани... возрастни млеко не. Ма нема потреба, па и за деца, кравје млеко збор. Ја лично искрено се бавам доста со нутриција, значи Добро. доста искрено. Ке збориме и за тоа ако сакаш, не е проблем. Меѓутоа, ова го почнав, ова превенцијава. Добро. Значи, исхраната, начинот на исхрана, начинот на живење и користењето на, ги спомнав преска, имуномодулатори, имуностимулатори, е клучот дали ние ќе имаме здрави деца или ќе имаме болни деца. Зошто ова го кажам? Ова е, значи не е ова моje мислење, ова светот го докажа. Значи, например, еве да тргнеме од природните производи. Ајде да тргнеме од тој дел, па после од хемиските, од она што ни го нуди фармацијата. Користењето на биофлавоноиди, например. Например, ќе речеме биофлавоноиди. Што е тоа биофлавоноид? Биофлавоноиди се најјаките природни антибиотици во светот. Делуваат на повеќе од 800 бактерии, на повеќе бактерии и вируси, на повеќе од 200 разни овие гливици. Па значи Биофлавоноидите збориме за муфлата. Не. Муфлата е тоа е пеницилинот. Тоа е пеницилинот. Не, ние зборуваме за грејпфрутот. Ние зборуваме за маслото од семка од грейп. Два-три пати го спомнавте вечер во емисијава. Малку ве игнорирам. Вие многу сериозно ова го говорите. Не, тоа е природен производ, така? Не знам, значи природен ли е? Грейпфрут. Добро. Грейпфрут. Не, мислам, маслото од ова е природен производ. Тоа е ладно цедено масло. Така? Добро. 100% природно. Значи, зашто го спомнувам? Значи, не е ова, да речеме, ова е една од работите што вие кажувам. Во маслото од семка од грейпфрут имате биофлавоноиди, имате стероли, има С витамин, има Е витамин, антиоксидантно дејство, да речеме, нели? И сега, ако го користите тие полифеноли, биофлавоноиди, во превентивен смисол, нема да дојде до инфекција. А ако добиете грип, го користиш во терапеутски смисол, со нешто повисока доза, он фактички ќе ти излечи од грип. Ќе ти помогне да се излечиш од грип. Во таква ситуација нема потреба да даваме антибиотици. Ова за деца збориме. За деца и за возраст. Масло од грейпфрут. Масло од грейпфрут. Значи, еве, како притискаши кои земаат грейпфрутот е контраиндициран кај притискаши кои земаат антихипертензивни лекови. Дури и природниот грейпфрут им е забранет. Много интересно. Треба да го испитаме. Да, не, ќе ти кажам. А го знаеш како, одлично. Знаеш, многу интересно нешто. Ова исхранава е малку мода, морам да бидам искрен. Значи, начинот на исхрана. Например, ќе кажете, не смеете да јадете цитрусни овошја на мајки што дојат, затоа што вашето дете ќе има грчево во стомак. Добро. Јас сум живеел 2 години во Мароко. Таму прво што им даваат на мајка да ги се породи е 2 кила сок од помаранчи и од цитрус. И тоа е ден-денска така. Сакам да ти кажам, вистина е дека медицината открива. Еве, го спомнав дека може детето да добие оние грчеви стомачни. Не е спорно. Меѓутоа, проблемот со грчевите е многу мал споредливо со имунитетот што го добива, да речеме, дали е мајката или детето, ако е 3 години, 4 години, и кој ќе му помогне во лекување на некоја инфекција. Зошто се биофлавоноидите добри, Јанко? Зашто? А природен производ? Биофлавоноидите се уствари докажани медицински. Значи имаме научни студии објавени во пробиотиците зборите. Не. Биофлавоноидите се во грейпфрутот се наоѓаат. Во грейпфрутот? А пробиотиците се наоѓаат во киселото млеко, во јогуртот, например ако збориме за храна, или ги имате како капсули. Вашиот колега Сали Стаџар велеше дека инфекциите, например, се едни од клучните узроци за срцеви заболувања, први од инфекција дека започне. Точно. Викам како да се превенираме, овде во емисија го вика, па еве почнете, вика. Нема подобар лек од природниот антибиотик во јогуртот. Арно ама,
Јогуртот е денеска препол со нишесте, со густин, со најмалку е природен. Да, Луѓе тоа трчаат, купуваат од најпознатите млекари, што е убав, што е вкусен, што е густ, оствари бута брашно наместо јогурт. Ама пишувало пробиотиково, она лажат. Нема. Имаш проблем со желудникот, фаќа киселини. Не смееш ти да го имаш тие проблеми ако е тоа навистина. Значи проблемот во исхраната е мода, затоа што индустријата на храна забега многу. Забега. Сложам со тебе апсолутно.